Почитувани гледачи, добре дојдовте во најновото издание на емисијата Бизнис Лаб на ТВ канал Вис. Како што знаете, секој четврток во 20 часот зборуваме за бизнисот, зборуваме за економијата, за парите, за банките, инвестициите, технологиите, иновациите. Ова емисија посветуваме на бизнис ангелите. Што се бизнис ангели? Дали компании од Струмица досега имаат искористено можност да инвестираат, односно да го искористат капиталот на бизнис ангелите? Кои се искуствата од светот? Дали и колку може да помогне проширувањето и меѓурегионалната соработка не само преку граничниот регион, туку и поврзувањето со други европски држави? Струмица и југоисточниот плански регион наскоро треба да се поврзат со регион во Шпанија и со регион во Германија. На оваа тема разговараме со Ксенија Вангелова, координатор на европски проект. Најпрвен добре дојдовте во емисијата Бизнис Лаб на ТВ канал Вис. Оно што сакам на почетокот да го појасниме за нас и за гледачите секако е поимот бизнис ангели. Што значи тоа? Што опфаќаат оваа категорија, овој поим бизнис ангели? Бизнес ангели е форма на venture capital, значи тоа се директни инвестиции, каде што инвеститорите кои што се во повеќе области, директно инвестираат во самите компании. Сега поставени се неколку критериуми, односно компаниите кои што треба да ги исполнат условите, за да еден инвеститор, речеме, се одлучи или сака да инвестира во таа компанија. Тука се многу клучни фактори кои што може да кажам дека се уште нови за нас, за македонските компании, меѓутоа компаниите кои што се веќе отворени кон европските пазари, ги знаат овие фактори, ги знаат клучните елементи и она што треба да биде исполнето како компанија и она што треба тие да го поседуваат, тргнувајќи од тимот, односно од организационата поставеност на самата компанија, односно human resources, понатаму во делот на отвореноста на самата компанија, можноста на флексибилност, прилагодување на новите пазарни можности, сето тоа влегува во еден клучен елемент, да кажеме, на одлуката на самиот инвеститор, дали тој ќе инвестира или не. Секако тука не треба да ја забораваме и онаа квалитетна идеја, односно повеќето од бизнис ангелите инвестираат во бизнис кој носи пари. Што конкретно значи тоа? Значи, инвестираат во производ кој што ќе им донесе пари или во услуга и која ќе се продава на европскиот пазар. Не можеме да кажеме дека ќе се ограничиме или сме ограничени само на еден пазар. Тука многу посебно сакам да го истакнам и оној импакт кој го креираат со самата бизнис идеја. И најчесто се прашуваат повеќето од нашите компании колку е ова, остварливо или не. Повеќето од големите компании кои што се веќе ориентирани кон европски пазари во Македонија знаат за да некој одлучи за да биде партнер во соработката, значи колку труд и колку показатели се битни за тој инвеститор. Не сакам јас многу да должам, пошто тоа се теми кои што подетално ќе треба да се дообјаснат, пошто е нешто ново. Само сакам да кажам дека European Business Angel Network е дел од Европската заедница, каде што се соберени инвеститори од повеќе држави, кои што преку инвестицијски фонд, значи во повеќе области ги инвестираат средствата. Конкретно за нас, за Македонија, значи ние најпрво, првите почетоци од бизнес ангелите ги поставивме во 2014 година, каде за прв пат, значи, беа донесени и она што викаме влезен дел на Македонија, меѓутоа се уште се работи во делот на запознавање и институционализацијата на истите во рамките на постоечкото законодавство. Тоа е сега еден нов момент каде што ние, како представници на European Business Angel Network, значи работиме заедно во соработка и со влада и со локална заедница, каде што треба се донесе законот за инвестирање на бизнес ангелите во Македонија. Турција веќе го верифицираше и го донесе, значи тоа е веќе спроведен кај нив. Сега последните случувања бевме во Турција на Светскиот конгрес, каде што беа, значи, инвеститори од 150 држави, кои што
се едни од најголемите и непознатите инвеститори во светот кои што инвестираат преку Venture Capital. Ние имавме можност да присуствуваме таму и се запознавме со годишните програми кои што инвеститорите ги носат пред започнувањето на фискалната година и обично ги споделуваат и во рамките на Бизнес Ангел заедницата како и јавно се објавени и транспарентни за секој, со тоа што може секој од компаниите кој што е заинтересиран да ги користи овие можности, да најде секој од инвеститорите во која област и во колка фонд е веќе отворен и во кои региони. Клучни елементи покрај подготвеноста на фирмите, исто тука големо влијание играат и институциите и подготвеноста на самата држава да ги следи. Во кој дел? Имаме една добра можност, еве сега со Законот за инвестирање, каде од владата се донесе новиот пакет на инвестициски мерки, кои што на некој начин треба да значат и привлекување на тие инвеститори. Од друга страна, потребна е поголема мобилност на самите институции, пошто знаеме, сите потреби од делот на инфраструктурни проекти, па во делот на технологии се тесно поврзани со македонските институции. Тука особено би истакнала на можностите да самите градоначалници ги создаваат тие инвестициски можности преку промовирање на ресурсите. Зошто? Затоа што самата компанија која ќе се одлучи да го користи Venture Capital или бизнес ангелот за инвестирање, обично се разгледуваат во неколку критериуми. Колкав е влијанието на самата компанија во создавањето или креирањето на индустријата или гранката во каде што се наоѓа. Другиот дел е во делот на можностите кои им се нудат за пренесување на европски практики, ноу-хау практики, она што се создава како еден, што викаме, нов зачеток од постоењето на производот, па пласирање на тој истиот производ, па воведување на пазар и сите тие чекори. Можностите се исто потенцијални и за веќе невладиниот сектор преку креирање на социјалниот импакт. Кратко речено, потребно е мобилизација на сите фактори кои што се креатори на политиките во реалниот сектор и економските политики. Во тој дел можам да кажам дека одлично соработуваме со Универзитетот Свети Кирил и Методи, кои што се вклучени во делот на Research and Development. И целта ни е истиве, самиот универзитет и факултетите и институтите кои што се формирани во рамките на тој факултет да бидат вклучени директно преку нивната експертиза, каде што ќе им се овозможи на самите компании да истата експертиза искористат и еве конкретно доколку се работи за идеја например за воведување на технологија, да можат да ја развиват таа идеја, за да видат, да ги оценат индикаторите кои што би требало да донесат позитивен фидбек за самата компанија и од друга страна да ги создадат тие инвестициски можности, кои инвестициски можности ќе ја отворат самата компанија да биде интересна за самиот инвеститор. Дали во Струмица досега имаме некоја компанија или компании евентуално кои што ги искористиле парите на бизнес ангелите да инвестираат во својот понатамошен развој? Вака, сега пошто рековме дека имаме повеќе позитивни и успешни приказки. Сега во тој дел пошто е ново, Југоисточен плански регион е еден од новите региони кој е вклучен моментално и во мрежата на бизнес ангелите преку неколку компании, исто така и воопшто земено во EU фандинг. Самите програми кои што ги нудат Европската комисија и бизнес ангелите се исто поврзани со развојот на иновациите и на новите технологии. Во тој дел посебно сакам да ги напоменам позитивните страни кои што досега се развиваат преку
фондот за иновации, каде што им е отворена можност, значи самите фирми да учествуваат во апликација, значи на веќе иновативни на мерки кои што ја поддржуваат иновативноста и конкурентноста. Исто така се организирани повеќе сесии и семинари каде што можат, значи, самите компании да се обучат како и на кој начин се користат тие средства. Конкретно во Струмица работиме со 3 компании кои што се во рана фаза, значи потребно е работа, затоа што не е едноставно да ги припремиш и да ги подготвиш. Битното е дека сме во моментот во фаза на дефинирање на пазарите, каде нивниот производ или нивната технологија или нивната бизнес идеја моментално треба да ја дефинираме. Така да, земено, значи глобално гледано, ова е работа и самите компании треба да бидат свесни како за ризиците, така и за условите кои што треба да ги исполнуват за да еден инвеститор, значи, се одлучи или да бидат интересни за самите инвеститори. Што покажува искуството? Дали најчесто бизнес ангелите се заинтересирани да инвестираат во стартапи, во нови бизнеси, или пак не им е проблем своите пари да ги дадат за веќе реномирани или познати компании кои што можеби сакаат да пласираат некој нов производ? Вака сега, пошто почнавме глобално, значи тоа се некои општи работи кои сега ги, еве така, можам да кажем, нафрлуваме, пошто видете, ова е стратегија, значи, која повеќе време обстојува и имаме многу повеќе, значи, полиња, каде што треба, значи, да се дообјаснат многу работи. Моментално што е тренд и она што, нели, се зема како, еве, моментално, организација на повеќе настани кои што сега ќе следуваат и во Македонија, тоа е на интересното вложување во стартапи. Значи, стартапите или early stage markets, значи тоа се воглавно мали компании кои што те го почнуваат, нели, бизнисот и кои што, еве, значи, треба се ориентираат кон новите пазарни можности. Овдека може да кажеме дека инвеститорите многу полесно се одлучуваат да инвестираат во стартап отколку во веќе scale-up, значи, или веќе развоен бизнес, од причина што идат во едно сумирање дека стартапот е бизнес кој почнува и кој или знае дека ќе се успее или нема да се успее. Додека во scale-up веќе во тие развиени бизнеси или во веќе повеќе годишни компании, обично ги дефинираат според политиката на акселераторство, каде треба да се забрза некој процес или да се забрза некоја идеја. И тука се малце, можам да кажем, и по-ригорозни критериуми во одлучувањето за да се инвестира. Стартапите се воглавно насочени за развој на предприемништвото. Тоа е генерално и главната политика на European Business Angel и Европската заедница, кој што посебно во кај нас, нели, во држави во развој, настојува да го развие предприемништвото како една основа за јакнење или создавање на тој реален сектор. Сега битно е, значи, кога ќе одлучат некој дека, нели, или еве одлучиле веќе да ги користат странските инвестиции, да знаат каде се наоѓаат. Значи, битно е да бидат дефинирани во која гранка и кој сектор ќе го развиват. Пошто кога ќе почнат, значи, анализите и евалуациите, најпрво се гледа колкав процент, нели, создава во брутодомашниот производ од таа гранка. Се гледа колку е учеството на самата компанија во индустријата во која што се развива. И сега тие се клучни фактори, каде што обично се прави на анализа на целиот сектор, каде што се наоѓа самата компанија. И тука е согласеноста исто и со регионалните стратегии, националните стратегии, стратегиите на Европската комисија кои што ги носи во региони, во области, еве клучно на пример сега е Западен Балкан, нели, и коридорот 8, каде што, нели, најмногу средства се моментално и вниманието ориентирано во тој дел за поврзување, нели, на балканските држави. Исто така имаме множности
покрај тоа што самите фирми кои што веќе одлучиле дека сакаат да ги користат средствата, исто се можностите и да ги користат средствата и од европските фондови, односно грант средствата. Затоа што тие се поврзани и она што бизнес ангелите веќе се јавуваат во директните инвестиции, тоа се смета како една втора или трета фаза од реализацијата на целата проектна идеја, од грант средства до завршување на истата со директно финансирање. Зошто е потребно закон за бизнес ангели? Што конкретно би било определено и дефинирано со тоа законско слово? Вака сега, значи секоја држава си има своја инвестициона политика, на кој начин, оние што се водечки фактори во државата и оние креатори кои се на економски политики ги планират и тие улеснувања. Значи не може да биде нешто спротивно што е она што е општо важечко во Европа. Значи самата акредитација, значи и верификација на законот за бизнес ангели всушност значи една сигурност. Значи тоа значи дека оној, значи кој го добил ја добила акредитацијата во Европа или веќе е акредитиран бизнес ангел, дека кога ќе дојде овде во Македонија, ќе има нашата држава една сигурност, дека се работи за проверен инвеститор, дека му се знаат, значи, сите негови вложувања, се знае на која скала е, каде се наоѓа и што работи. Тоа е еден добар предуслов за да имаме ние можности на сигурни инвеститори. Пошто тие се веќе верификуваат во Европската комисија и каде што значи постои посебно регулационо тело, каде се одредуваат и условите и кои се начините на кои можеш да бидеш бизнес ангел. И тука веќе значи се работи на една поголема сигурност за проверени или акредитирани инвеститори и со тоа што значи полесно можеме и да ги привлечеме директните инвеститори во државата. На кој начин? Со тоа што кога ќе знаат дека постои закон и кога ќе знаат под кои услови може да инвестират, тоа е доволна гаранција дека ќе има принципиелен начин на инвестирање и дека ќе ги знае правата, обврските. Нормално тука се веќе и пресметката на ризиците, која е малце поширока тема. И мислам дека најповолен услов за истиве да ги привлечеме и да им створиме клима дека може да инвестират во Македонија е токму тоа институционализацијата на законот за бизнес ангели. Од вашето досегашно искуство, што мислите, дали Струмица, дали Југоистокот воопшто имаат потенцијал во овој план и како да го привлечат вниманието на бизнес ангелите да погледнат тука во регионот за да може да се доведе во ситуација за економски развој и се разбира локален економски развој? Вака сега, ние разговаравме на повеќе теми, имавме можности во Турција да направиме директни средби со повеќето инвеститори. Најбитно е тоа што југоисточно-планскиот регион изобилува со ресурси. Воопшто земено Македонија изобилува со ресурси. Тоа е едно што може да кажем дека е едно позитивно да кажеме надеж или позитивна можност која нас, на македонците направи посебно исклучителни во делот на инвестирањето. Пошто собствените ресурси се клучна одлука во одлуката за инвестирање. Проблемот е кај нас да можеме на некој начин добро да ги испрезентираме истите. Значи, презентацијата на тие ресурси е моментално може би и од факторите, може би и од тоа што повеќето компании бизнисот го гледат во трговија, во разликите во цени од производи се. Кога веќе зборувам за ресурс, тоа значи дека производ или суровина, кој што да кажеме ние како Струмица сме познати по рано градинарско производство. И сега можеме тука да применуваме многу бизнис модели како ние ќе ги продаваме. Исто, што е тренд органското производство. Зависи од тоа како, ние ќе ги испрезентираме нив и како можеме од ресурс да дојдеме до готов производ. Кога се однесува во делот на инвестицијските можности, можам да кажам дека со компаниите кои што во моментот ќе работиме, во скоро време, југоисточниот регион ќе го поврземе со уште две области, или два региона,
Тоа едниот е во Шпанија, Валенсија, а вториот е во Германија, Баварија, каде што се едни од најразвиените региони и во Шпанија и во Германија, така да самите компании воедно ги стварат и можностите за поврзување на регионите. Југоисточниот плански регион имаше многу добри и успешни приказки во делот на пограничната соработка. Тука беа нели и Бугарија и Грција. Сега овие се cross-border, значи проекти, каде што самите компании се основните чинители кои што треба да ги поврзат регионите. Тука е разликата е во тоа што наместо нели и локалната заедница, реалниот сектор е вклучен во поврзувањето на регионите. Секако, значи, сакам да ве информирам дека и со помош нели на општина Струмица и другите општини со кои соработуваме, значи имаме многу позитивен став од нив и отворено за соработка. Значи работат на отварањето на регионот, работат на отварањето на локалните можности, како и привлекување на странските инвеститори. Се знаат ли веќе кои се тие компании или рано е уште да се открие нивниот идентитет? Да, набрку, значи тоа сега се уште нели само најава, меѓутоа се до потпишувањето на конечните одговори, пошто работиме веќе подолг период, ние кажавме дека тоа ќе биде во наредна прилика. Јас ви благодарам за разговорот и учеството во нашата емисија. Поштовани гледачи, тоа беше се во ова издание на Бизнис Лаб. Се надевам дека минутите кои ги поминавте со нас, научивте нешто ново и се запознавте со функционирањето на бизнис ангелите и делот кој што се однесува на југоистокот и Струмица, струмичкиот бизнис сектор и работата со овој вид на финанси. До нашето следно дружење, до следниот четврток, останете во добро расположение. Доколку не успеавте да не гледате денеска, гледајте репризата утре и репризата во среда. Пријатно!